Продолжуваме со следниот разговор во утринската програма, како што најавивме на слична тема. Именно одговорното однесување на планина е клучно за безбедноста на сите оние кои што ја посетуваат, тема на која што мора да говориме за да се заштитиме себе си, но и ближните кои што поминатото време на планина го сметаат за свој животен бенефит. Кои се основните правила кои што не смееме да ги заборавиме и зошто викендов меѓу другото да бидеме дел од алпинистичкиот викенд на Матка, дознаваме од следниот гостин. Велиме добро утро за Илија Церевири, председател на Алпинистичката федерација на Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро недов. Имам уште еден случај на загубен живот на планинар на Титоврв, вест која што никого не го остави рамнодушен и изминатово денонокие повторно дебатираме за причините зошто уште една смрт на планина. Видете, несреќи во планина се случуваат постојано и тоа е, за жал, таа суровата реалност која што постои кога станува збор за планина и активности во планина. Безбедноста во планина пред се зависи, личната безбедност пред се зависи од самиот пристап на тие кои што идат во планина и кои што практикуваат различни активности во планината. Например, алпинизам е спорт кој што се изведува во планина, во локалитети како Матка и слични кои што ни се лесно достапни до дома, до градот, се практично некакви тренинг центри. Реалниот алпинизам и во Македонија и секаде во свет се случува во планина, така да безбедноста... И се вбројува на листата опасни спортови? Тоа е многу, се вбројува во листата опасни спортови, затоа што, или екстремни спортови, затоа што е спорт кој што има многу непредвидливи фактори кои што влијаат во самата извршување или практикување на таа дејност или активност. Сега, кога се иде во планина, такви фактори ги има многу, затоа што планината е огромен систем кој што функционира онака како што функционира по одредени закономерности кои што ние никако не може да влијаме врз нив, туку може да ги предвидиме и да антиципираме одредени настани кои што може да случат таму и да бидеме ние соодветно подготвени нив, односно понекогаш е многу разумно да не се направи нешто за да се вратиме дома живи и здрави, отколку да се прави нешто и да се превзема одреден ризик. Да се впуштаме во непотребни предизвици. Ќе констатираме уште еднаш дека одговорното однесување на планина е клучно за безбедноста на планинарите и тоа е нешто што многу пати е кажано. Планината не разликува професионалци од аматери, ризикот е подеднаков за сите. Она што ни интересира е сте се довели лично вие во живото загрижувачка ситуација во вашата алпинистичка кариера и кој бил клучниот фактор за да се излечете од таква ситуација? Реално не сум бил никогаш во некоја ситуација која што била толку сериозно живото загрижувачка, затоа што знаете како, она што нема во планина нема преби, нема сива зона. Значи линијата е многу тенка. Така да секогаш кога се доближи до таа линија која што е живото загрижувачка, најчесто и се преминувата. Например, ева несреќа која што и претходно се збореше, се случува на место на Шар планина кое што е посетувано и зими и лете апсолутно безброј пати и само по себе не подразбира нешто кое што би предизвикало некаква несреќа, меѓутоа околностите кои што влијаат во даден момент се такви какви што се, што значи дека не може, значи линијата е многу тенка за може да констатираме да сум бил за малце па нешто ќе се случило или немало да се случи, секако дека во годините наназад сум бил во ситуации кои што биле надвор од таа комфорт зона која што сум имал во моментот кога сум практикувал одредена качување и слично. Оно што го најавивме на самиот почеток на разговорот, алпинистичкиот викенд на Матка е нешто што е во редовниот календар на федерацијата и сега ајде да им кажеме на гледачите како ќе биде организиран. Да, значи следниот викенд, петок, сабота и недела, практично од петок, бидејќи некои од членовите ќе пристигнат уште во петок на Матка, е викенд во кој што имаме така наречени табори, тоа е некој термин кој што останува од претходни генерации, се собори кои што се практично редовни и се во така наречениот календар на спортски активности кои што го имаме ние како федерација и секој од нив има различна тема. Некои од нив се едукативни, некои се чисто за да се види, се провери нивото на кое што го имаме како нашето членство. Дело тоа е и за подигнување и така натака. Оно што е познато е дека во алпинизмот нема надпреварување, така да
кога би имало надпреварување, кога би правеле паралела со некој спорт кој што има таков систем на надпревари, ово би било, како да речеме, некое редовно коло. Се она што се однесува до матка, овој викенд овој собир има од два карактера, односно има две компоненти кои што се сочинуваат. Едната е качување по слободен избор, се вика тоа, затоа што сите учесници според своите желби, потреби, знаења се групираат соодветно меѓу себе, или секако тоа под надзор на инструктори и влегуваат во различни насоки на матка. Матка е карпа која што има различни насоки по кои што ние се движиме по карпата. И се качува во тие карпи и целта е да се запознаат што е можно повеќе луѓе во насоки кои што не качувале претходно. Од една страна, од друга страна да влезат и луѓе кои што претходно никогаш не биле во карпа, а од друга страна втората компонента на овој собир е да речеме едукативен кој што се случува барем два пати, ние го правиме тоа во годината, кај што се утврдуваат одредени јажеви техники и техники на качување кои што подразбираат дека таа активност се извршува соодветно, правилно и безбедно пред се. Ајде малку околу оној технички аспект на КУСО, каде и кога точно стартува качувањето, кој може да се пријави за овој собир и со какви предиспозиции треба да располага, што во однос на опрема? Значи овој собир почнува официјално формално почнува негде кај 8 саат вајле во сабота, или ако временските услови не се променат. Генерално е наменет за членовите на Алпинистичката федерација, што подразбира дека ако дојдат останати луѓе кои што не се членови на федерација, тие не би имале право да учествуваат, освен доколку не се најде простор во активностите за тие да се запознат, што ние сме генерално отворена институција, меѓутоа овој настан има многу конкретна програма и не може да се нарушува туку така лесно. Што се однесува до опрема, потребна е основна опрема за качување на карпа во суви услови, тоа се пред се појас, шлем, патики за качување, алатка за осигурување, јаже, комплети, клинови и така натаму. И има ли простор се уште за пријавување, бидејќи споменавте дека и аматери може да бидат дел од настанот? Да, значи до денеска трае пријавувањето, затоа што утре денот кој веќе се мора да се организира, се предвиди и да се веќе да почне. Можеме ли јас и Никола да бидеме дел од тоа или треба да исполнуваме некои услови дополнителни? Како што кажав, затоа значи вие немате никаква опрема која што е да речеме конкретно врзана со качување, меѓутоа ако дојдете секој дека тоа ќе снајдеме и дека ќе може да видите барем дел од тоа што подразбира алпинизам. Можеме одлично да го изрегистрираме настанот, а дали ќе се обидеме за качување, па ќе најпрво да видиме визуелно. Прво асфалт. Да, имаме многу уште предизвици пред нас и сосема накусо во 30 секунди она што сакам да го споменеме, колку има услови за развој на алпинизмот конкретно во Македонија и колку е важно на редовно одржување на инфраструктурата на која што вие како федерација особено работите. Значи, услови во Македонија има, да речеме, одлични, затоа што Македонија пред се планинска земја. Алпинизмот е спорт кој што се одвива, како што кажав, во планина, што значи дека имаме ние потенцијал многу да се шири и да се развива овој спорт, кој секој има и многу работа за да го развиеме на некое солидно завидно ниво, да речеме. Што се однесува до инфраструктурата подразбира одржување на овие локалитети кои што се најпопуларни за нас се Матка, Демир Капија, Пилав Тепево, Јуштипи Радовиш, зимски се Лешница, на Патишка река и така натаму, кои што бараат континуирана работа затоа што карпата е практично предмет, меѓутоа е жива материја која што постојано се менува и бара постојано одржување на опремата која што оставена таму за да биде безбедна за ваков тип на искачување на настан. Ги покануваме и оние кои што сакаат да гледаат и публиката е добре дојдена. Па добре дојдена затоа што мора да многу предпазливи затоа што пак алпинизмот не се одвива на стадион, се одвива на карпа, на малце породичен терен. Многу често знаат и камења да паднат од самите качувачи, така да сите што дојдат на матка да било фино да бидат на некоја дистанца која што ќе биде безбедна за нив. Дали може ние да се договориме следното гостување, односно следниот разговор да ни биде на ваш терен некаде? По ваш избор, може така. Договора. Благодарам. Благодариме за гостувањето, ви посакуваме успешен алпинистички викенд на Матка. Благодарам.